Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Вие сте на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. 11 часот, време е за најновата емисија насловена како Радио Полиграф. Оваа емисија е замислена како едночасовен разговор кој оди во живо. Во неја учествуваат гости, стручни лица, аналитичари, политичари, со кои ќе разговараме и ќе ги анализираме најактуелните теми од Македонија, регионот и светот. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Одиме веднаш со денешната тема, посветена на светските настани кои одбележаа 2016 година. Годината беше позната по голем број на настани и случувања, полни со тензии, судири, терористички напади и човечки трагедии. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Токму така, гостин денеска во студиото на Радио Слободна Македонија Драган Милосављовиќ, мој колега од телевизија Алфа, надворешно политички новинар. Драган, добар ден. Драган, тема на денешната емисија Радио Полиграф е да изанализираме на кратко ја сети минатата година, односно оваа година што помина. 2016 беше полна во светот со секакви настани. Имавме убиства, терористички напади, обид за пуч, земјотреси, избор на нов председател. Како кратко би оценил 2016 во светот? Па кратко не може сигурно. Но мислам дека ќе биде потребно повеќе време да ја обработиме. Но еве за почеток прашањето ми е практично, извини што ти влегувам, прашањето ми е дека и изминатите години беа во светот, секоја година нели се случува, но ми се чини дека оваа година беше полна со тензии, секојдневни речиси, многу зачестија и тука кога го земеме плюс она со изборот на новиот председател американски кој на 4 години е нели куриозитет сам по себе, но имавме еден настан како што е Брекзит, нели. И до утекот на емисијата веројатно ќе ги анализираме еден по еден од тие настани. Така е, турбулентна година во секој случај. Од кај да почнеме? Дали може да е таа преломна за наредниот период во светската политика? Ајде одма од старт да почнеме. Ќе видиме, затоа што толку многу работи се случија, убаво го кажа тоа, толку многу работи се случија што не знам дали претходно имало толку турбулентна година. Војната во Сирија влезе во некоја најдраматична фаза. Во Европа се случија неколку екстремно терористички напади. Во Америка се случи чудо невидено, тоа неочекувано, да. Заедно, да, Доналд Трамп победи на изборите. Брекзит беше нешто невообичаено, да. Нешто нестварно, јас стварно бев запрепастен со денови дека навистина британските граѓани изгласа да напуштат Европска унија. Значи имаше толку многу настани, толку невообичаени, несекојдневни настани што стварно не знае човек од каде да почне. Еве повели поставиме некој прашање. Јас прашањето секогаш одам она новинарски превртена пирамида, па ќе почнам од крајот, односно од почетокот, како и да свртиме. Денеска беше или вчера имаме една историска посета, иако има, нели, најавивме многу настани, мај од најновото. Историска посета на јапонски премиер на Перл Харбор. Да потсетам само дека тоа е прва посета на јапонски званичник на Перл Харбор по Втората светска војна. Шинзо Абе отиде во Перл Харбор, се обрати таму, но оно што го забележав и јас и моите колеги, односно нашите колеги од странство, е дека тој не се извини за нападот на Перл Харбор кој беше изведен за потсетување 1941 година, кога практично почна нападот, нели, почна Втората светска војна со судирот меѓу Јапонија и САД. Зошто го кажувам ова, па ќе ти го поставам прашањето. Како објаснување за ова неизвинување на јапонската влада, односно премиер, беше неодамнешната посета на Обама на Хирошима, кој тој тогаш па не се извини на јапонците за нуклеарната, односно атомската бомба со која 1945 беше крај на војната меѓу Јапонија и САД. Прашањето мое кратко и следно: дали ова се театар или нешто покажува дека во наредниот период влегуваме у едно лицемерно водење на односи на големите во светот? Па, лицемерието е второто име на политиката, ми се чини. Да, Шинзо Абе дојде во Перл Харбор и не се извини, и тоа сите го прикажаа. Тоа беше веројатно поважен
момент беше неговото неизвинување отколку самата негова посета на Перл Харбор. точно. Меѓутоа баш така како што и ти рече, и Барак Обама при посетата на Хирошима исто така дојде, кажа дека му е жал, меѓутоа не се извини за атомската бомба. Тоа е веројатно дипломатски одговор од јапонска страна, познавајќи колку се јапонските официјални лица и воопшто јапонците културни, колку се внимателни, колку е целиот нивни принцип на однесување прецизен и точен, нема сомнение дека неизвинувањето на Шинзо Абе е одговор на неизвинувањето на Обама. Меѓутоа треба да земеме и други работи во предвид. Значи Шинзо Абе да не употребам тежок збор, националистички, патриотски настроен премиер на Јапонија. Тој секогаш настапува од позиција на јапонски домолюб и од него не може да се очекува нешто што може би било иманентно за претходните јапонски влади и јапонски премиери. Значи тој едноставно ја држи страната на својата земја, без разлика што од другата страна со Соединетите американски држави. Во негово време јапонците се погласно бараат напуштање на американските воени бази во Јапонија, значи, и барање да се вооружи јапонската армија. Веќе се вооружува, да. Они немаат Тие се практично и уставот, не сум сигурен дали уште го сменја уставот или е во фаза на промена, меѓутоа нивниот како се вика мирновременски устав кој што е пацифистички, кој што е тотално заснован исклучиво на одбрана, па дури и на неодбрана, го променија. Јапонија почна да вложува многу пари во оружје. Јапонија како се минатото плаши. исто, како во минатото. Јапонија се плаши од Кина. Тоа ми беше следното прашање. Одиме значи географски. Што ми е мене чудно, еве и ти да ми помогнеш и нашите слушатели, можеби ќе им дадеме некој просветлување, нели, ако не им било јасно. Трамп доаѓа на 20 јануари. Веќе има најави дека се заоструваат односите помеѓу Кина и САД, трговска војна. Нели, тоа е популарно све повеќе и повеќе. Од друга страна и Јапонија и Кина се во голем конфликт околу Кинеското море и тамошните, нели, гасови, тамошните наоѓалишта на газ во морето, и таму се има големи тензии помеѓу Кина и Јапонија. Јапонија, еден од најголемите сојузници веројатно е САД. Ова на некој начин, овие односи помеѓу Токио и Вашингтон, барем со оваа администрација која сега заминува, малци и мене ме збунува, бидејќи доколку они не ги отоплуваат односите, што ќе биде во наредниот период, која позиција ќе има Соединетите американски држави, дали ќе влезат у конфликт со Кина, се тоа што го зборуваме не е воен конфликт, се разбира, зборуваме за дипломатски конфликт, но во секој случај тој дел, во тој дел Кина, Јапонија и Соединетите американски држави имаат големи тензии, се со една причина, а тоа е, нели, енергенсите. Која е твојата оценка? Дали тој период може да биде идниот конфликтна зона на светот? И Дејан, колку и да звучи ова чудно што ќе го кажа, јас сум многу возбуден поради овие настани, затоа што се работи за светски велесили. Јапонија се уште не воена, меѓутоа економска апсолутно велесила, Америка доминантна последниве 50 и 70 години колку е веќе, Кина која е нарастечка, Кина веќе ја достигнува економски Америка, прашање на, ако не на години, тоа што некоја деценија е кога ќе ја достигне и во вооружување, бидејќи Кина секоја година го дуплира буџетот за оружје. Не знам, почнаа со 5-6 милиарди годишно, сега веќе имаат 120-130 милиарди годишно за оружје, и понатаму е далеку од САД, кои што трошат по 620-630 милиарди годишно, меѓутоа полека Кина пристигнува. Тоа е судир на джинови во кој што стварно многу е тешко да се одреди кои ќе бидат наредните чекори, затоа што влоговите се преголеми. Судирот во Јужното Кинеско море, те поправам, значи судирот во Јужното Кинеско море не е само меѓу Кина и Јапонија, тоа е судир меѓу Кина, Јапонија, Филипини, Индонезија, Виетнам, Тајван и Јужна Кореја, ми се чини. Мислам дека дури и Бурма нешто има, некакви покажува некакви апетити. Се работи за голема поморска површина во која што има огромни пространства со наоѓалишта на газ, со наоѓалишта на нафта, и тамо Кина и претендира и историски и воопшто врз основа на својата супериорност да ја доминира таа област.
И Кина верувам дека тоа е незе прашање од приоритетен интерес и таа нема да се откаже од него по никоја цена. Меѓутоа овие малку помали сили за нас во споредба со нашите балкански државички огромни, меѓутоа сепак во споредба со Кина мали земји, нема друг избор освен при обидот да ги бранат своите национални интереси, значи во Јужното Кинеско море, да се повикаат на САД. И САД одлично игра својата улога, значи да, потпишува договори со Филипини, потпишува договори со Виетнам кој што 7-8 години беше практично жртва на нивна агресија со неколку милиони жртви. Сега се сојузници. Пиша, да, сојузници се најнормално. Од друга страна еве Филипините сосема сменија политиката неочекувано. Овој новиот претседател Дуерте, тој решил да ги уништи сите криминалци во државата, решил да се пресмета со минатото на Филипини. Да, Филипини, за тие што не знаат, бивша колонија на САД. Но и Јапонска, нели, тоа окупирана територија. Баш така, човекот решил да се пресмета со минатото, полека покажува дека се врти кон Русија, Русија е со Кина, многу компликувана ситуација и секој ден станува се покомпликувана и покомпликувана. Како ќе се движат работите, не знам, меѓутоа е очигледно дека никој при овој одмер на силите нема да се повлече. Нема да се повлече. Америка не сме да ја изгуби својата доминантна улога, не смее да си дозволи да покаже слабост пред своите партнери во далечниот исток. Кина, која што настапува од позиција на локална суперсила, нема намера да се откаже, а овие доминионите на Америка нема друг избор освен да ја слушаат по секоја цена. Одиме со кратка пауза на реклами, па се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој гостин Драган Милосављевиќ, новинар на телевизија Алфа. Драган, пред малку зборувавме за Азиско-Пацифичкиот регион. Одиме сега она што ни е нас малце поблиску, а тоа е да ги потсетиме, нели, слушателите дека во јули годинава турската армија имаше еден неуспешен обид за пуч, за тргање на Реџеп Тајип Ердоган, председателот од власт. Тоа беше неуспешен пуч, предизвика после тоа одмазнички, нели, чекори на турската влада која уапси, протера, отпушти неколку илјади лица од војници, полицајци, суди, доктори, професори. Пред некој ден бевме сведоци на едно убиство на рускиот амбасадор во Анкара, кој беше, нели, тогаш беше обвинет за тој пуч Фаитула Гюлен и беа исчистени неговите приврзаници. Пред некој ден имавме, нели, атентат врз рускиот амбасадор во Анкара и за тоа беше обвинет, нели, Гюленист, кој пак му беше во непосредното обезбедување на амбасадорот, што само покажа, нели, дека таа пресметка на актуелната власт во Турција е сега за сега неуспешна. Како оценуваш целата состојба што се случува со Турција изминатиот период од уривањето на рускиот авион преку турското вмешање во сирискиот конфликт до ова што сега се обидува полека, но сигурно, нели, да ја условува Европа дека доколку не ги добие она што се договорени со Брисел дека ќе ги пушти мигрантите. Еден краток пресек на твојата анализа што ќе биде со Турција и регионот. Да, вака. Значи Турција мора да се земе предвид дека Турција е прво исклучително важна земја. Значи геостратешки екстремно важна земја која што излегува на 3 мориња, која што се граничи со Африка, со Азија и со Европа. Значи Босфорот е тамо, зборуваме за еден 80 милионски народ со една силна традиција, со силна историја, би рекол и би се смел да кажам милитаристички настоен народ, на кој што војската и воопшто војната доктрина не му е нешто чудно и необично. Долго време турскиот народ живееше под идеологијата на Кемал Ататурк, со доаѓањето на Ердоган. Таа доктрина полека се напушта, односно се напушташе. Дали секуларна Турција преминува во, нели, на некој начин верска исламистичка република? Така му доаѓа, да, за тие што ја познаваат, што ги познаваат околностите таму, тоа воопшто не е чудно.
Значи Турција многу се промени во последниве 15 на години откако Ердоган дојде на власт. Тој е на власт дојде мислам 2000 или 2001 година. 2001 Па беше премиер, па сега стана председател, го менуваат уставот, прашање на денови е кога ќе го променат уставот, со што и официјално ќе стане председателски систем во Турција. земјата и тоа што и формално правно ќе ја преземе апсолутната власт во земјата. Интересно е, успеа да го скрши отпорот внатре. Значи, колку што јас следам добро, во тек на повеќе години тој го кршеше полека отпорот внатре во земјата и потполно го скрши. Значи, ако се сеќаваме за да дојдеме до војниот удар, до неуспешниот воен удар, уште во 2003-2004 година тој уапси под обвинение за обиди за велепредавство и за намера за државен удар неколку стотици генерали. Буквално турскиот воен врв го уапси и подоцна беа осудени сите тие генерали на долги затворски казни. Се пресмета со медиумите, ги затвори практично сите опозицијски медиуми. И вестници, и телевизии, радија, сателитски канали, се што беше блокирани Google и YouTube, ја по потреба и денеска по потреба и денеска ги блокираа. Тоа во Турција не е необично. Токму сега кога ги запалија оние двајца несреќни турски војници во Сирија, Исламска држава ги зарови двајца турски војници и ги запали живи. Веднаш во Турција беа блокирани и Facebook, и YouTube, и сите можни социјални мрежи, за народот воопшто да не може да види таа страшна сцена, секако е тоа оправдано прашање, меѓутоа сакам да кажам дека тоа не е нешто необично за Турција. Ердоган игра по жица, меѓутоа игра вешто. Човек често пати мора да се праша дали овој човек знае што прави, дали позади сето тоа постои некаква јасна доктрина, некаква јасна стратегија. Да, се чини дека многу работи преживе и многу работи преживува. Да. Значи мајстор на преживување. Дури влезе нели во оној воен конфликт кога го урна рускиот воен авион, сите велевме дека Турција ќе биде војнички готова. Баш така е. Значи тоа беше што знам, јас следам кариерата на Ердоган од самиот почеток. Игра на чудни карти. Тој најпрви не успеа економски да подигне Турција. И мислам дека тоа беше битно. Народот го засака затоа што успеа да ги подигне економските стандарди. После долги години на практично сиромаштија во Турција, тој успеа да направи некаков стандард. Добро, и го врати чувството кај турците дека се припадници на некоја империја, да потсетам. Инсистираше, значи, ако во времето на Кемал Ататурк тоа било, ако не забрането, сепак малце тргнато на страна, во времево на Ердоган тоа апсолутно се потенцира, таа горда отоманска историја, тие постојано ја која не ја кријат, Воопшто не ја кријат. Од друга страна не ги крие своите исламистички корени, напротив, со секој ден се повеќе и повеќе ги искажува и инсистира во општеството така да функционира. И интересно е, очигледно е дека мнозинството од турскиот народ тоа го прифаќа. Да, но Драган, можеш да се согласиш со мене дека сето тоа е во ред, но има една друга работа, дали можеби турските граѓани се исплашени бидејќи ние сме сведоци нели на медиумите и тоа го работиме дека секојдневно има експлозија кај стадионот, убиства, терористички напади, убиството на амбасадорот ќе го сметам како голем дипломатски скандал. Турција и турските граѓани се буквално секојдневно изложени на страшен притисок, точно е. Терористички напади има практично секоја недела. Значи таму море секојдневно почна да има, нели на 2-3 дена, на 2-3 дена имаме десетина жртви кои значи гинат. Турските граѓани гинат. Не само тоа, многумина не знаат кај нас дека во југоисточните делови на Турција практично владее војна. Значи, онаква војна како што има во Сирија и во Ирак. Значи, Курдската работничка партија војува со турската армија. Тоа е вистинска војна, постојат градови, сум гледал снимки од градови кои што по ништо не се разликуваат во разрушувањата. Да, онај дел кај Дијарбекир, таму има најмногу, да. Од оние во Сирија. Буквално не може човек да разликува која е Сирија, која е Турција. Значи, створен е страшен анимозитет меѓу курдите и турците. Не е тоа само против Курдската работничка партија, туку против курдите генерално, а курдите мораме да земеме предвид во Истанбул има 1 или 2 милиони курди. Во Анкара ги има во огромен број. Значи курдите се 15 милионско малцинство во Турција, ако 15 милиони луѓе може да бидат малцинство. Така што Ердоган влезе во една екстремно комплицирана политичка и воена и економска и социјална компликација од која што
до сега успева на некој чудесен начин да се извлече, но како ќе оди понатаму навистина е тешко да каже. Има во рацете ракави. Како се вели, асови во ракавите, тоа сакам да кажам, се извинувам. Значи, да, влезе во конфликт со Русија, ризикуваше, гурна авионот кој што најверојатно бил урнат на сириска територија, иако рекоа дека неколку стотини метри влегол во турска територија, што е апсурд за оние авиони со онаа брзина, меѓутоа ризикуваше директен конфликт со нуклеарна сила, и тоа не било која нуклеарна сила, туку со Русија. И тоа со Русија не на Борис Елцин, туку со Русија на Владимир Путин. Што беше практично човекот ризикуваше војна од која што Турција не можеше да изведе. Чини дека има и ризични потези влече. Страшно ризични потези. Од друга страна се извлече. Еве сега имаме момент во кој што ги смири страстите со Русија, потпиша договори, повторно го вратија на светлото на денот турскиот ток. Се помирија со русите едноставно, потпишаа, еве токму деновиве на големо се прават оние преговори меѓу Турција, Иран и Русија за мир во Сирија. Без Америка. Прв пат во последниве неколку децении имаме обид за мировен договор во кој што буквално не учествува Америка. Тргната е на страна. Значи учествуваат само регионалните сили, односно Русија како, да речеме, светска сила и Турција и Иран како регионални сили. Од друга страна, Турција ризикува во односот со САД комплетно. Да, ги подобрува, сакаш да кажеш дека ги подобрува односите со Русија на сметка со малку влошување на односите со Западот. Не малку, туку малку повеќе. Што ќе ми биде следното прашање за Европската унија и мигрантската криза. Прашањето ми е, кога веќе разговараме за Турција, ја абсолвиравме, но ме интересираше твоето мислење. Кој е твоето мислење за ово што се случуваше околу договорот Европска унија и Турција, односно Брисел и Анкара, околу стопирањето на мигрантскиот бран? Имавме голем мигрантски бран и оно што е најстрашно, во наредниот период ни се прогнозира дека ќе има огромен мигрантски бран кој и од завојуваните страни, но и од Африка, каде што има сиромаштија, ќе се обидат преку оваа рута да одат во Европа. За да се спречи тој првиот бран, Брисел и Анкара беа договорени, Турција да го запре бегалскиот бран, за возврат Европска унија да ја либерализира влезот на турските граѓани во земјите на Европската унија и некои финансиски средства. Владата во Анкара тоа обвинуваше дека ништо не е исполнето од Европската унија и се закане дека доколку не се исполни, сето тоа ќе ги пушти бегалците. Дали мислиш, еве јас размислувам новинарски и ти кој е твоето мислење, дали можеби во манирот кој го правеше на другите фронтови, а Ердоган би можел повторно да влезе во еден ризичен потег и да ја услови Европа па да пушти огромен број на мигранти доколку не му излезат тие во пресред за преговорите на Турција со Европска унија, за визната либерализација и за милиардите кои беа ветени на Турција. Можно е, Дејан, Ердоган покажува дека е играч со кој што се може да се очекува. Значи, бегалците се џокер во неговиот ракав, еден од најголемите. Значи, Турција на своја територија има 2 до 3 милиони бегалци од Сирија. 2 до 3 милиони луѓе кои што во основа не сакаат да останат во Турција, а не може да се вратат во својата земја. Се извинувам, тие луѓе својата иднина и својот живот ги гледаат во Германија, не во Турција. Значи, условите во бегалските кампови во Турција се колку што знам, а прилично знам, катастрофални. Значи, зборуваме катастрофални од хигиенските стандарди, од храната, од злоупотребата. Значи, буквално тамо се купуваат сексуални робови. Значи, ужасни услови, луѓето сакаат да побегнат од таму. Од друга страна, Ердоган ја има таа моќ во своите раце да ги држи на своја територија се додека му се корисни. И тој феноменално игра на таа карта. Европската унија е преплашена од бегалскиот бран. Иако постојат теории дека на Европа очено и се потребни бегалците од Блискиот Исток. Се покажа со рейтингот на Ангела Меркел во Германија, колку и се потребни. Но тоа е судир меѓу западноевропските народи и западноевропската елита. Да, но нема логика, Драган, не сега јас како автор на емисија па да се упикам во овој разговор. Нема логика луѓе кои живеат во Африка и во Азија и кои доаѓаат од тие простори да се чувствуваат добро во Данска, Шведска или Норвешка, каде природно не припаѓаат. Од друга страна, ти самиот знаеш дека Европа може
би и фали работна сила, но не и фали толку многу за да и доаѓаат 3 до 4 милиони, тоа се голем број на луѓе. Да, треба да се запрашаме тогаш која е позадината. Која е позадината и каква е позадината? Фабрикантите велат нас ни фалат секоја година по 1 милион луѓе за нашите фабрички хали. Да, но дали не мислиш дека тоа доаѓање на тие луѓе, фабрикантите кои бараат на некој начин ефтина работна сила, ако гледаме тоа со политичкиве процеси у развиениве држави, дека полека јакнат десничарите и екстремните десничарски фракции во политиката, што па потсеќаат, според мене, јас не кријам да признам дека ме потсеќаат на оно што се случуваше 20 и 30 години на минатиот век пред јакнењето на нацизмот и фашизмот. Токму обичните германци, нели, кои немаа работа, ги мразеа овие ефтини работни сили кои доаѓаат од Африка и Азија, кои им го земаа лебот. Тие беа подготвени за многу помалку. Тоа не е неразбирливо. Тоа е токму така. Дали можеме да стравуваме дека у наредниот период можеме да влеземе у таа фаза доколку нели ова се што го дебатираме сега? Јакнењето на екстремната десница е директно поврзано со бегларската криза. Токму тоа е прашањето. И инаку веќе наголемо добива простор во политичкиот свет на Западна Европа. Не само Западна Европа, и во Источна Европа, меѓутоа сега зборуваме за Западна Европа бидејќи таму одат бегалците. Пред се во Германија, во Данска, во Шведска, во Холандија. Значи десницата ќе се засилува со секој нов бегалски бран, а нови бегалски бранови очигледно ќе има, затоа што сириската криза беше многу перфидно злоупотребена од некои центри на моќ, не би можел да кажам точно кои се тие центри на моќ, меѓутоа очигледен е патернот, очигледно е дека постои некаков процес во позадина кој што навлекува милиони луѓе да заменуваат од дома. Види Дејан, Африка има 2 милиарди жители, Азија веројатно 4. Многу повеќе. Значи таму има огромна количина на луѓе, огромна количина на сиромашни, бедни луѓе кои што се готови да тргнат. Меѓутоа еве не тргаа. Значи тие можели во 80-тите години да тргнат масовно и во 90-тите години на минатиот век. Тргнаа сега. Рекоа дека во проблемот е сириската криза. Меѓутоа колку што јас знам, 70 или 80% од луѓето што доаѓаат кон Европа не се сирици. Сакав тоа да те прашам, дали се сеќаваш кога пукна војната во Афганистан и така кога беше во Ирак, ние немавме таква мигрантска криза, а тие земји се поголеми од Ирак, од Сирија по број на жители. И поголеми се и трпеа исто така стравични разорнувања со огромни жртви. Јас мислам дека беа и поголеми. Тоа сакав да во Ирак има над милион жртви до сега. Тоа сакав да те прашам, што мислиш дека стои за какво сценарио стои за целава оваа приказна? Да, постојат во оптек се неколку теории на заговор. Па добро, не е заговор, де факто да, нешто покажува, па се покажува дека и теориите на заговор веќе не се баш теории на заговор. Зашто деношка од Сирија почнуваат да доаѓаат и од Етиопија, да доаѓаат и од Пакистан. Мене ми е чудно што бара пакистанец во бегалски камп. А земјата им беше фактор на стабилност до вчера во афганистанската војна. Е мирна, да. Ама и во афганистанската војна. Од Бангладеш доаѓаат. Од Буркина Фасо доаѓаат. Али прашањето ми е зошто од Бангладеш не доаѓа кога ја бомбардира, кога го рушат талибанскиот режим во Афганистан 2002, Бангладеш е тука. А зошто сега доаѓаат? Мене тоа не ми е. Некој створи услови. Кои се тие услови можеме само да нагаѓаме, меѓутоа еве. Европа старее. Формалното оправдание е Европа старее. Значи европјаните не се множат. На двајца родители доаѓа едно дете, а за проста репродукција потребно е 2,3 деца во едно семејство. Така им објаснуваат. Им велат буквално луѓе, ние ќе испоумреме, мораме да викаме бегалци, мораме да викаме да се економска емиграција да ни помогне да постоиме воопшто. Мислам дека тоа е претерано и мислам дека тоа е само една форма на застрашување. Вистинските причини се некаде во позадина. Што се сака да се постигне сега? Имаме од екстремни теории дека некој сака да исламизира Европа, што не сум баш убеден дека е тоа баш така да исламизира Европа. Не, јас верски тука не би гледал исто. Да, нешто друго е во прашање. Меѓутоа, па јас би размислувал малце социоекономски. И јас се согласувам со тебе тука дека социоекономски На Западот е створен еден феноменален стандард, како што никој никогаш немал во историјата. Да, но стандардот, Драган, мора да се согласиш дека ќе падне, кога ќе дојде толкав наплив на луѓе, стандардот се дига. Значи стандардот го дигнале тие што се на исчезнување, а новите кои ќе дојдат ќе го спуштат бидејќи нивниот стандард е тој, човечки. Така е. Значи западните земји успеа да направат за своите граѓани
повеќе од пристоен живот. На сметка на овие сиромашните. На сметка на сиромашните. Просечен германец оди 3 пати годишно на одмор, 2 пати годишно оди на скијање, на секои 2 години менува кола. Има свој стан, своја куќа, има на банковно конто 50, 100, 200, 300 евра. Прочитав дека во просек секој швајцарец има половина милион евра личен имот. Ние зборуваме за богатство. Половина милион евра на своја сметка секој просечен. Добро, Драган, ама дали мислиш дека у Швајцарија сите ако отидеме? Добро, ајде, ние сме се уште Европа сме постабилни. Дали ако цела Етиопија се пресели у Швајцарија ќе имат по пола милион? Така е. Нема. Меѓутоа, јас размислувам вака. Може би елитите кои што владеат со западните земји веќе немаат потреба толку многу да им плаќаат и да им даваат такви привилегии на своите граѓани на кои што тие се навикнати со децении назад. Немаат потреба затоа што ова е моje лично уверување, иако се поклопува со некои тези на битни автори и фактори, а тоа е дека се извинувам, западните земји во страф од комунизмот во времето на СССР просто-напросто биле принудени на своите граѓани да има возможност убав живот. Затоа што се плашеле од успехот на комунизмот кој што проповедаше братство, единство, еднаквост, солидарност на комунистичките држави. И тие мора да докажат дека капитализмот е подобра опција. И успеа во тоа. Нели велат дека Кока-кола и Макдоналдс го е освоја моста. Токму така. Меѓутоа, сега нема комунизам, веќе 25 години нема комунизам во Северна Кореја. Па тоа е прашање. Нема противник. Исламскиот тероризам е сепак слаб противник. Јас мислам дека исламскиот тероризам е само реакција на она што било. Нема идеологија. Значи, кога постоеше судир меѓу две идеологии, меѓу капитализмот и комунизмот или социјализмот, тие просто-напросто елитите, фабрикантите, милиардерите на Западот беа принудени да даваат поголем дел од колачот на граѓаните. Меѓутоа сега веќе нема потреба. Меѓутоа има проблем. Тој народ е навикнат на убав живот и не можеш току така да му го одземеш сето тоа. И мислам дека ова е моја мислење, дека за жал преку оваа масовна во основа економска миграција, која што се покрива со несрекниот мигрантски бранд кој што постои во Сирија, мислам, луѓето стварно бегаат од Сирија, тоа е точно. Меѓутоа заедно со нив доаѓа огромна количина на африкански и азиски жители кои што можеби би требало да го спуштат стандардот на европскиот жител, на западноевропскиот жител и полека да го навигнат на малку по ниско ниво на стандард. Одиме со уште еден блок реклами па се враќаме назад во студиото. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота, 11 часот. Се враќаме назад во студиото. Мој денешен гостин, Драган Милосавлjević, новинар од телевизија Алфа. Драган, ги отворивме од Пацификот преку Азија, Турција, Балканот. За годината што измена, едно од најклучните настани не беа ни терористичките напади, ни пучовите, нити земјотресите, беше токму оној политички земјотрес и изненадувањето, односно победата на Доналд Трамп на претседателските избори. Јас и ти ги анализиравме и заедно и одделно. Да не должам многу, твое мислење ме интересира да ми кажеш, Трамп ќе стане претседател на 20 јануари и официјално. Што можеме од него да очекуваме како свет? Да, можеме се што да очекуваме од него. Ова е прашањето пред да почнеш да ми одговориш, бидејќи очекувавме нешто, а веќе има најави да нешто друго. Сакам да потсетам само и слушателите дека Трамп побара зајакнување на нуклеарните капацитети на американската армија. Неколку дена откако Путин најави дека ќе има зајакнување на нуклеарните капацитети. Трамп полека и неговите сојузници полека, но сигурно од она јагне стануваат волк. Зборувам во дипломатска и политичка смисла. Полека сака да ги стави и да ги ревидира односите со Кина. Со Русија сега за сега ништо не кажува, но мене ми делува дека тек допрвин тука Вашингтон и Москва ќе почнат да си ги одмеруваат мускулите, кој има повеќе ракети, кој има подобра стратешка разместеност на своите трупи на светот. Моето прашање кратко е што можеме да очекуваме од Доналд Трамп? Пак да повторам, се што може да се очекува од него. Меѓутоа, едно нешто е сигурно. Односите со Русија можеби ќе се затоплат привидно како се вели пред камери, меѓутоа конкурентноста ќе остане и веројатно ќе се засилува. Тоа е неминовно.
Америка ја држи доминантната улога во светот и нема намера никој да му ја препушти. Сметаш ли дека нивниот ривалитет ќе биде до таа мерка што ќе го чувствуваме сите во светот? Па ние веќе го чувствуваме со години. Проблемот беше, јас и ти јавно стравувавме дека Хилари Клинтон, ако победи на изборите, тој ривалитет ќе го донесе до една точка од која што нема враќање. Значи дека ќе дојде до конфликт, до отворен судир меѓу двете земји, што ќе значи нели апокалипса и крај на приказната воопшто, нема што понатаму да разговараме. Со Доналд Трамп многумина во светот воздивнаа. Рекоа не е таа милитаристичка врхушка, не е таа идеологија која што бескомпромисно ќе бара или Америка да биде газда на светот, или нема да има свет. Да. Меѓутоа, мислам дека многумина ќе се разочараат. Доналд Трамп не е дојден за да се смирува со никого и Доналд Трамп не е дојден на власт за да ја изолира Америка. Иако во неговите предпредседателски говори тој најавуваше дека сака полека да ја врати Америка малку на својот континент, малку да ги остави другите да дишат и можеби што ќе биде добро во прво време тоа ќе го направи, да се надеваме. Малку ќе им остави простор на светот да дише. Сепак верувам дека прашање на време е кога ривалитетите повторно ќе се судрат. Па добро, ние бевме сведоци, нели он најавуваше, јас и ти разговаравме, ако се сеќаваш Обама кога го избра во првиот мандат, тој најавуваше дека ќе ги повлече војниците од Афганистан, така и не ги повлече. Ирак и дека па ништо тоа не направи. Токму затоа и прашувам, а Трамп влезе во кампањата на еден тон, победи со друг тон, сега гледаме трет тон. Оно што ми падна во очи пред некој ден е и нели информацијата дека претседателот на Република Српска беше поканет да оди. А не му дадоа виза, да. Поканет да оди, одедношка не добива виза. Тоа се тие ситни нели политички сигнали дека нема некој баш јасна стратегија. Па кажувам, формално правно од 20 јануари ќе влезе Трамп, но јас верувам дека во администрацијата полека неговите луѓе ја преземаат, нели, полека ги преземаат должностите бидејќи на 20 ќе биде. Да. Само формално. Дејан, Доналд Трамп е голема непознаница во политичка смисла, меѓутоа Соединетите Американски држави имаат стратегија која што ја прават за децении нанапред и тоа не може да се промени. Зборуваме во оние општи црти. На некое микро ниво се разбира дека има промени и може да се појават релаксирање на односите тамо каде што се затегнати. Меѓутоа интересно е додека Трамп јасно покажува знаци за желба за релаксација на односите со Русија, не крие дека има намера да се конфронтира со Кина. И тоа го видовме сега, повторно ќе се вратиме на Кина. Значи тој не крие дека и економски, меѓутоа и на секој друг начин е готов да се конфронтира со Кина, затоа што за Трамп Кина е вистинскиот противник, а не Русија. Тоа е така затоа што Трамп размислува од позиција на бизнисмен. Човекот е милиардер, човекот знае како оди текот на парите. И тој човек ја гледа Кина како вистински ривал. Знае дека од тамо доаѓа економската опасност. И тој кажува отворено дека САД ги губат работните места. Работните места во САД се губат затоа што Кина има ефтина работна сила. Затоа што е 100 пати поедноставно да отвориш фабрика во Кина, каде што работат луѓето за $10 на ден, отколку во Америка, каде што работат за $20 на час. Со Русија тој вид на ривалитет не постои. Меѓутоа Русија од друга страна покажа во последниве неколку години страшна способност за експанзија. Значи Русија навлезе на Блискиот исток, буквално го освои, издоминира на Блискиот исток, што е неверојатно. Значи Русија го контролира оној бивш Советски сојуз, сите републики, без разлика што Украина е толку... Освен Украина, освен пола Украина. Па не е така. Ја контролира и Украина. Да, Украина прета, меѓутоа исконтролирана. Украина не може да влезе во Европска унија, Украина не може да влезе во НАТО, не може нигде да влезе. Значи, буквално е под контрола на Русија, не може да мрднат. И токму затоа се тие фрустрации тамо во Киев, тие луѓе тамо знаат дека ништо не може да направат без дозвола од Русија. Знаат дека никад нема ништо да направат. Ајде во интерес на времето на емисијата да изанализираме уште едно кратко нешто што е одбележа 2016, која не можеме да игнорираме, а тоа беше Брекзит. Исто како и Трамп,
изненадување, политички земјотрес, Британија излезе, односно на референдумот се изјаснија британците дека сакаат да излезат од Европската унија. Дека нашиве народи се заложуваат да идат во Европска унија и ние како нешто, не знам, ветено, како ветена награда ако сме умни, британците најавуваат на референдум дека не сакаат да бидат во Европска унија, сакаат да се бидат своја држава, а исти такви тенденции за годината што предстои најавува и Франција доколку Ле Пен победи нели на изборите, дека сериозно ќе ги ревидира односите со Брисел. Холандија, Австрија имаше ветување дека во Германија. Како ти делува? Италија исто, да не ја заборавиме. Како ти делува целата таа приказна, дали Брекситот ја отвори Пандорината кутија според тебе, но и дали на Брекситот и на британците може да им се врати бумерангот со Шкотска и оние други сецесионистички нели желби на одредени народи да бидат своја држава? Да, јас бев запрепастен од избори, од резултатите на Брекзит, затоа што Девид Камерун ја стави на коцка целата кариера. Тој беше толку убеден, тој лично беше очигледно убеден дека Брекзит нема да пројде. Меѓутоа пројде. Буквално изгласа. Добро, треба да познаваме малку англиската логика, не толку британската колку што е англиската логика. Тие се еден специфичен народ. Да не употребам погрешен термин, да не речам дека се саможиви, меѓутоа само доволни. Познато е дека се прават англичани, нели? Тоа е и изречица. Мислам дека во 1% Брекзит беше еден вид прашање на инет. Ние можеме, да. Зашто да не? Кој вика дека мораме да бидеме дел од Европска унија? Од друга страна, веројатно беше прашање и на бидејќи тамо сепак во Британија живее писмен свет, писмен народ. Просто гледаат дека во Европска унија има премногу бирократија, премногу формалности, премногу непознаници. Кој е на власт во Европска унија? Кој ги контролира сите тие токови на парите? Зашто трошат? Да, огромен бирократски апарат кој ти го плаќаш како држава. држава. Се плаќа, а кој што во основа не нуди враќа со придобивки. Да. И тоа е, тука би направил паралела меѓу нас и британците. Ние се надеваме на Европска унија затоа што очено се надеваме дека од тамо ќе додат пари за нас. Меѓутоа за Британија баш и не доаѓаат пари, туку Британија ги дава парите, токму точно. така. И сега Германија, која што заради своите амбиции може да си дозволи да плаќа, се со намера да стане главна и како што е главен играч на европска почва, Британија чувствуваше дека од една страна е малку тргната на страна, значи премногу е далеко од тековините со Брисел, а од друга страна и натаму троши во голем дел за нешто што според британците е напразно, бесцелно. Да, непотребно. Значи британците многу смело одлучија дека не им треба Англија. Дури мислам дека тоа би како на шега го решија тоа. Знаеш, тоа и денеска мислиме дека утре веќе не одиме, да. Политичкиот врв на Британија буквално се стресе. Тие 2-3 месеци не знаеа што да прават. Значи, од Европска унија стигна лавина критики, лавина закани, ајде одете си. Тоа беше буквално добро. Да, бевме сведоци дека некој на Британија се заканува, мене ми беше тоа многу невообичаено, морам да признам. Овој Шулц сега што се заминува од парламентот европски, тој буквално рече, па ние веќе немаме што да бараме со вас. Слободно на Фарач му рече, одете си од европскиот парламент. Значи, буквално не знаеа што да прават во Лондон. Поготово затоа што шкотите гласаа против. Шкотите сега да. Чувство е посилно него кај англичаните. А дали е посилно европското чувство или е тоа полна инат на британците, на англичаните? Па стравот од Англија. Англија е доминантна тама, нема, мислам, Англија е Британија, Британија е Англија. Точно, ако Британија имаше доминација, стравот доминација од Германија, апсолутно. На помал дел нели шкотите имаат од Англија. И ирците исто така. Прашањето ме докаде ќе оди тоа? Тоа го имаме и во Каталонија и Шпанија, тоа го имаме во сите држави. Многу, да. Дали мислиш дека Европска унија освен што ќе се распадне, ќе се распаднат и тие некои европски држави кои ги знаеме со векови дека изгледаат така? Не знам дали е тоа неминовност. Кој е твојата проценка? Југославија се распадна, ние не знаевме, ајде да речам малку постарите наши сограѓани не знаеле дека ќе се распадне, меѓутоа на западите знаеле дека тоа ќе се случи. Да не испадне дека ние нешто знаеме што не знаат на запад. Тоа сакам да речам, да не испадне дека ние нешто знаеме што тие не го знаат. Европската унија очигледно како проект функционира додека има пари. Ако нема пари, веројатно нема да има интерес. Други, па да, нема да имаат интерес за здружување. Со децении наназад, што е прекрасно според мене, европските граѓани се учат на тоа заедништво.
дека нема разлика меѓу шпанец и германец, данец и грк, иако очигледно има разлики. Има големи разлики. Јас памтам дека кога Бугарија влезе во Европска унија, еден дански министер рече: "Па што сакате да ни кажете дека сега бугарите ќе имаат исто право на глас со нас?" Значи буквално збунет беше како. Добро, они имаат политика на концентрични кругови, ако се сеќаваш од времето на Рамстел, Стара Европа, Нова Европа. Така, меѓутоа, се работи за следново. Европска унија е концепт, идеја на Германија и на Франција, кои беа непријатели со векови. Да. Меѓутоа, Германија нема да се откаже од тој концепт. Никако. Затоа што е во интерес. Затоа што во последниве од времето на Бисмарк, последниве 150 години, тактиката на Германија е или војна да управува со Европа или економски. Бидејќи се покажа дека војно не е кадра. Германската марка направи многу повеќе од целиот Вермахт во историјата. Економски може. И Германија нема да се откаже. Меѓутоа имаме околности во другите држави кои што просто-напросто нема да прашаат Германија. Значи Шпанија се наоѓа во тоа кај нас скоро па табу тема, меѓутоа Шпанија се наоѓа во исклучително чудна ситуација. Каталонија отворено, јасно и гласно најавува ние ќе си одиме. И немаат идеја како ќе ги заправат. Ма прашање на време, според она што го гледаме, прашање на време. На Шпанија вели ние нема да ви дозволиме. Меѓутоа еве овие во Каталонија велат па ние нема ли да ве праша. Точно. Што ќе прават? Тоа ќе биде тек допрва тема која ќе пратат ли армија? Шкотска вели ако Британија излезе од ние сакаме да останеме, тоа автоматски значи излегуваме од државата. Дали Англија е готова да ја уништи Велика Британија? Дали Шкотска е навистина кадра? Добро, ако дојде до тоа, тогаш Ирска ќе бара и мислам тоа ќе биде ламина. Да, Северна Ирска и Шкотска се апсолутно. Меѓутоа насекаде имаме такви. Италија е поделена. Во Италија имаме Северна лига која што се занема, која што практично не ни сака јужниот дел од Италија. Значи, секаде го има развиениот северна сака југ. Него сака сиромашниот југ. Се може да биде. Драган, живееме во интересен свет. Се надевам дека периодот што предстои, освен аналитички ќе биде интересен, се надевам дека ќе биде мир во интерес на времето на емисијата, а и ти би можеле веројатно уште 3 сати да збориме. Ги загатнавме најважните теми кои беа во изминатата година и најавата што ќе се случува во наредниот период. Ќе ги следиме, анализираме, јас ќе те повикам пак во емисијата Радио Полиграф да ги анализираме најактуелните теми. Ова беше денешната емисија Радио Полиграф со мојот колега од телевизија Алфа Драган Миловановиќ. Пријатно. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Сабота 11 часот. Изминатиот час ја следевте емисијата Радио Полиграф, автор и водител на емисијата Дејан Андоновиќ, техничка реализација Далибор Зафировски, продукција Радио Слободна Македонија, сабота 31 декември 2016 година. Пријатно попладне. Радио Полиграф со Дејан Андоновиќ. Кога вистината зборува, човекот слуша. Демистифицирање на глобални, регионални и локални актуелности кои влијаат врз граѓанинот. Секоја сабота од 11 часот. Радио Полиграф на Радио Слободна Македонија.